Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на утринското еспресо на Радио Лидер. Мој гостин, немаме ово утро гостин, мој кодомакин ово утро е Сотир Костов, затоа што среда, среќен ден, е ден за среќни луѓе, а Сотир така кога и да го видам секојаш позитивна енергија ми дава. Животот така ме научи, Злате, ако кукаме, нешто не добиваме, а со позитивна енергија добиваме некој елан. Па тоа те прави различен со поголем дел од нацијата. Ние сме многу кукачка нација, сега да бидам вака критичен. Мене животот ме научи да не кукам. Ја никад не сум имал Војко Владика, 25 години успешно работам, екзистирам, се пробивам во Скопје, а Скопје е Република Македонија, а кога е во прашање кариера девелопмент, знае да биде развојна кариера, демек. Знае да биде на баруштина и лактање, море некои газање по живи лешови, мене тоа ми е несвојствено, како и да ја сам обстојувам, не се жалам, најголема потпора ми е фамилијата, моите блиски, соработници, познаници, и тоа ми е и најголемо богатство. Добро утро и од мене, Скопјани и македонци, да сте ми живи и здрави. Златев, должам едно извинување. Зашто? Ја ретко гледам емисии каде што учествувам, бидејќи сега сум код домаќин, ја гледав оваа емисијата од минатиот пат, мислики дека не сме во етар, сум дал една полупцовка. Бидејќи јас сум човек кој јавно не пцува, се извинувам на слушателите и на гледачите. Се надевам дека тоа нема да ми се повтори. Ке внимавам кога копчето е притиснато. Како и да е, моите години налагаат да се извинам. Инаку, денеска одиме понатаму со македонските изреки и пословици. Почнавме со да се знае, да се знает. Кирил Печинович рековме све е можно, ништо не е невозможно. Кога ќе го научиме тоа македонците, ќе биде луѓе од нас, ќе биде држава од нас. Продолживме со спојзнај се себе си, чувај се себе си. Григор Прличев, тоа е основното нешто. Ако не знаеш кој си, не можеш ни да успееш, не можеш ни да направиш, не можеш ни да чекар да исчекориш напред. Денес одиме со Димитар Миладинов. Да, позади што пишува? На зол трн зла копачка. Деновија ја промовирам таа мантра, тоа е мантрата, Златев, на преродбата од 19 век. Автор е Димитар Миладинов. Се работи за тоа. Кога некој нам ќе ни направи нешто лошо или ќе ни подметне зол трн, ние треба да одговориме со зла копачка. Се мисли копачка она која копа во тоа време во 19 век, нивите што ги копале, а не копачка фудбалерска. Во таа насока, Златев, денеска ти поклонуваме на прекрасна книга во мое издание. Од кога сум пензионер издавам и книги. Тоа е книга за... Не сум јас автор. Автори се Наташа Котлар Трајкова, Валентина Христова Миронска, Лилјана Гушевска и Бранислав Светозаревич, а тоа беше пред 3 години имавме на јавна научна трибина за браќата Миладиновци и 160 години од нивниот зборник под наслов Македонското народно творештво, показалка за степенот на умственото развитие на народот и огледало на неговата душа, да се знае дека... Ова показалка не е србизам? Така, не, тогаш така се зборувало, сите тоа ми го велат, тогаш така се зборувало, оригинално е земано од предговорот на Константин Миладинов. Сакавме да сме оригинални и да докажеме, и овие историчари докажаа дека фактички свеста на македонецот почнала да се развива на почетокот на 19 век, во средината и втората половина достигнала кулминација и нема некој да ни кажува дека ние сме од вчера македонци. Напротив, големото духовно богатство, наследство на македонците, на тој народен гений го има во зборникот на македонците, на овие браќа Миладиновци. И не е лошо ова книга да се прочита, јас каде стигнам ја давам, бидејќи кажува кои сме ние македонците. Поклонуваме 3 книги на нашите слушатели. Ајде да видиме сега, рековме. Ајде. Ве молиме, пишете ни на нашиот Facebook профил Лидер, нели, во порака, дека сте заинтересирани за било кој од овие 3 книги. Ова ако ја најави Сотир Костов. Не, таа е за тебе, ова ќе ја дај. Македонското народно творештво. Втората е Раде Силјан Тугинец во својата земја. Така. И третата е современа македонска поезија во издание на Матица. Тоа се така, поклони од Раде Силјан и Матица.
Значи, исто така Раде Силјан, ве молам, погледнете ова, ве молам, пишете ни и ќе добиете книга с која го промовира македонскиот национален идентитет. Браво, Златев. Одлучувам ти како да одлучиш кому ќе бидат дадени книгите. Ти си биг Одиме по принципот прв дојден, прв услужен. Браво. Значи, кој ќе се јави? Кој ќе се јави прв, заинтересиран за било кој од трите книги, ја добива подарок, ќе ни дадете адреса, ќе ви испратиме по брза пошта и тоа е тоа. Сотир денеска требаше да имаме гости, но од објективни прифатливи причини, еден владин министер ни откажа поради делегацијата што ја предводи Орбан. Тоа е еден од домакините, ни остана должен според неговите зборови во едно од наредните среди ќе ни гостува. И не се сомневам. Значи во ред тоа е што е, но прашањето е дали можеби ја имаме после помалку од 100 дена или 100 дена колку ти рачунаш? 93-4-5. Ај да не преудицираме, пак ќе ни најдат за нека ни најдат, тоа е да не следат. Дали ја имаме првата криза во однос на законот со бранители, пратеникот Халил Снопче. Халил ли беше? Не знам, точно, ама Снопче, да, знам. Снопче, што македонски има многу интересно значење самото презиме, но тоа е, не зборуваме за лингвистика, да изјава дека доколку помине законот за бранители, Влен ќе ја напушти владата. Премиерот Мицкоски ново му одговори многу ладно. Good luck. Многу сталожено, без некои посебни емоции. Значи, му кажа, вели, со среќа нека е. Златев, синоќе кога се збогува со една емисија каде што 7 години ме трпеа и настапував, тоа е само вистина, и реков дека 6 месеци ќе мирува малку, посветен сум на еден проект и реков дека Снопче го изговори тоа, ама и веднаш по одговорот на премиерот се распаднал, удирајќи на асоцијативноста на името Снопче. Ова утро Таравари ги смирува страстите. Така? Еве, во Њујорк, јавува дописникот на Мија од Њујорк, вели вака. Само секунда. Вика генерално министерот за здравство и лидер на Алијанса на албанците Арбен Таравари, кој учествува на 79-то генерално собрание на Обединетите нации, изјави дека односите помеѓу партнерите и коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, каде што се вреди и знам, се коректни и дека оваа влада ќе продолжи да функционира. Владата, вели тој, има подолгорочна стратегија, но потребна е почеста консултација и синхронизација помеѓу партиите од власта. Односите помеѓу, сега го цитираме Таравари, односите помеѓу Влен и ВМРО ДПМН може да се каже дека се доста коректни на ниво на председатели на партии. Нормално, ние имаме структури сите партии, Влен и ВМРО ДПМН. Добро, може би имало некаде и некое помало недоразбирање, што не можам да кажам дека истото и за знам и за Влен. Меѓутоа, повторно ќе кажам, односите помеѓу партнерите во коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е каде што се Влен и знам се коректни и ние се обидуваме да бидеме што посинхронизирани овие 100 дена. Меѓутоа, некаде имало недоразбирање, некаде имало испади кои не биле координирани како што треба. Затоа треба време да се синхронизираме тотално и комплетно и тоа да се види и кај граѓаните. Меѓутоа, генерално можам да кажам дека очекувањата на граѓаните беа огромни од ова множество, вели Таравари. Се знаеш како? На крај, од позиција на партиски лидер, откако Снопче ја крена топката горе, сега не сме доволно синхронизирани. Добро, види, во цели на мене ми се вендисува ова сообщение, тоест изјава, бидејќи е детална и на 3 нивоа, колку добро те следев, а образлага Таравари, што мислам до сега не било така,
сакајки валјда да покаже дека односите се сосема вред. На ова јас ќе додадам изјавата од Знам, на ова ќе додадам изјавата од премиерот и неговите најблиски соработници. Кругот се затвара, сите три партнери изјавуваат дека коалицијата е во врска со коалицијата работите се јасни, стабилни и оние душебризници што сакаат или се обедуваат тоа да го разнишат, ќе бараат друга прилика, јас мислам. Отиде една од книгите, одма да ти кажам, Сотир, одлично. Но има и услов, не сакаат по ДХЛ. Наш слушател од Кавадарци вели, јас сакам една, ама под услов со Сотир да ми ја донесете во Кавадарци и малку да ја натопиме. Договорено. Најверојатно следната недела одам во Кавадарци и малку да ја натопиме, вели наш. Со жута или со вино? Со вино нема да се чита. Ќе ги разочарам, не пијам ни жолта, ни вино. Сега и не пијам ништо. По една ќе удриме се. Ама една мастика ќе ргнеме. Да, ќе ргнеме по една. Да. Знаеш оној вицот за ргнеме и налеј? Да. Сотир, повели. Се враќаме на ова криза, условно кажано. Знаеш, ова е многу интересен феномен во однос на задоволувањето на ono што се нарекува потреба за меѓуетнички тензии. Кој е во моментов проблем? Еве, сега ќе земеме тоа како прашање на едно, ќе подигнеме свеста на едно повисоко ниво. Прво, конфликтот во Македонија е завршен пред 23 години. 22 до крај на година ќе биде 23. Така? Така. Поминати се 23 години. Во овие 23 години имаме докажано дека можеме заедно да живееме. Шашево, но функционираме. Како космодиск, што би рекол еден наш поранешен Ѓорѓе Иванов, председател. Значи ние шашево некако, но функционираме. Сега прашањето е, која е потребата после 23 години ова се уште да биде горливо прашање? А потребата е, потребата е на забеганите политички елити кои народот на 9 мај ги свргна од власт со голема поддршка на сегашната власт, тогашната опозиција. И некој не може да се помери со таа состојба, со таа реалност, бидејќи големи привилегии беа во прашање, големи забегувања, потоѓување на народни пари и сега некој сака да се ги поврати преку ноќ состојбите, фотелите, принадлежностите, привилегиите и така натаму. Сега ќе се обидам да ти опонирам реторички. Па тогаш, зошто Снопче, кој е дел од власта, и Мицкоски кој одговара кој е власт, односно премиер, зошто тогаш ја играат воопшто оваа игра? Не ова игра, не игра според мене. Значи, зошто тогаш, доколку ова, како што велиш ти, е обична провокација на оние што паднаа од власт, а верувам дека е така, еве ти верувам тебе. No. Но толку се тогаш овие другиве неуки не го гледаат тоа, па сега ја играат играта. Добро, Мицкоски за волја на вистината не ја игри играта. Мицкоски вели нека ви е со среќа, не дебатира на темата, не полемизира. Многу одважно, многу достоинствено го кажа. Но прашањето ми е, зошто владината коалиција воопшто сега дебатира за ова прашање и ова прашање станува таква кнедла во нивниот? Еве ќе ти објаснам многу интересно. Ти си млад татко. Јас 5 деца и 2 внука имам. Секој па дома кај мене малото внуче го закача големото, значи Јаков Дарон, разликата е 4 години и 10 години, или помалиот син го закача поголемиот. Ама секој пат им е на помалите да се закачат, да се докажуваат. Па Снопче е од помала партија, од помала коалиција, од ВМРО ДПМН не само, и ако сакаш од коалицијата за твоја Македонија, и како да сакат да покажат дека и они се вредни и мокни, ама јас мислам нешто друго е во позадината, малку е подсвесно фројдовски. Они не престанаа да се докажуваат на Дуи. Не, они Дуи треба да ја заборават. Они ја надмудрија Дуи на изборите. Изборот за мене е ека од израз на табла, тука некаде нерешене, ако појавно
Дуи има повеќе гласови, не е точно. Ако ги тргнеме турските, ромските, бошњачките, ќе видиме дека резултатот е нерешен некаде по 100.000 гласа. И едноставно Влен треба да се сконцентрира на добро владење, на управување и да биде многу драстично поразличен од она што го правеше Дуи. Зошто вака искакат, ја не знам да ти кажам. Малку е можеби и неискуство, а можеби малку и да скренат внимание сега во тие партии. Злате, знаеш, ја не сум многу вичен внатре во партиите. Ја само 2 години сум бил член на партија. Како, проблемот е што ние како граѓани, јас не полемизирам овде, пошто не ни сум, ниту пак имам намера, ниту ми имам желба да бидам политички чинител. Лаци, немој така. Немам такви не реци амбиции никад, не реци никад. Сметам дека таа работа е за малку луѓе со поограничени светогледи од мојот. Значи, не, сериозно, не можам да се занимавам со тоа. Храбра изјава, молим некој. Значи, не можам духот на народот, работата на политичарите, барем во Македонија, да го следат духот на народот, ставовите на народот, погледите на народот. Ја мислам дека тој дух, тие ставови, тие погледи, таа перцепција, public choice, нели што се нарекува јавниот избор, е се најчесто погрешен, затоа што не е рационален, се базира повеќе на емоции. Затоа што не се води интерес за республика. На public choice да ти одговори. Тоа е некое моje мислење, но јас овде полемизирам како граѓанин. Добро. Како граѓанин, ние очекувавме дека оваа влада ќе се бави со сузбивање на корупција, економски раст, екологизација на државата, стандардизација на државата и со работи кои изгледаат, нели, кои изгледаат цивилизирани да се бави една влада на 21 век. Како што е нормално во сите западни демократии. Сега јас гледам дека владата се бави со закон за бранители, за војна која искрено ја многу малку ја памтам, сум бил млад, а и да ја памтам би требало да ја заборавиме. Јас многу добро ја памтам. Би требало и да ја заборавиме. Никој пат нема да ја заборавам. Морам да ти одговорам. Наметната војна. Се бавиме со прашањето е колку живи бранители имат денес. Да. Колку од нив имаат нерешен статус. Знаеш, и сега ние со тоа се бавиме, носи таму некој закон, и сега имаме јавни препирки преку медиуми, наместо да разговараме како да се стигне побрзо да се изгради пруга Солун Будимпешта преку Македонија, како да се направи, не знам, стартап инкубатор во држава каде што младите ќе прават нови бизниси кои ќе развиваат нешто, како да се направи Силиконска долина во Македонија, како да се направи... Боже. Значи, не, ама ова се темите ни, како да се направи енергетска ефикасност, како загадувањето во големите градови да падне, каква регулатива да се донесе за автомобилите, каква регулатива да се донесе за, не знам, за Еко 6, за Еко 5. се што. Се наместо да се занимаваме со тоа, дали овој пензиски систем на 3 столба е одржлив, дали треба да и се дозволи на владата да земе финанси од вториот столб. Тоа се прашањата кои ние треба да ги разговараме како едно современо општество. Не да разговараме за теми кои одамна поминале и на никој ништо нема да му донесат. Вака. Право. Се согласувам дека на несоодветен начин се третира актуализацијата на овој закон. После 22-23, што би рекле години. Ама пази кој е предлагач и пази кој го кочи во комисијата во собранието. Луѓе од СДСМ предлагаат, а кочат луѓе од ДУИ. Нели ти мириса, Злате, дека тоа е некој чеп ставен во меѓу запчаниците на моменталната македонска демократија или сегашната власт и ете да се прави тоа што ти го кажуваш, а што не треба да се прави. Тоа е прво. Второ, ова одамна требаше да биде решено. Ова е критика за сите политички чинители што досега не е решен. И трето, ова треба да биде малку на поинаков начин решено, да не се мешаат баби и жаби, да не се помешани лончињата, а авионски несреќи да се стават во кош со воен
војна или ограничена војна на територијата на Република Македонија. Затоа што ќе се промаши целта. Авионска несреќа е несакана случка која се истражува, се донесат наводи, заклучоци, а потоа се обештетуваат тие што починале, поточно нивните семејства. И тоа, колку знам, целосно или делумно е направено. Воен конфликт е нешто друго, особено ваков увезен од северот, од Косово, особено направен од луѓе кои не се грото не беа државјани на Република Македонија. Луѓе кои ги прибравме, кои им беше тешко кога имаа проблеми во Косово и во Србија. И јас тука би правил дистинкција. Кој ја бранеше Република Македонија, тоа се нашите бранители, и кој го напаѓаше територијалниот интегритет и суверенитетот на Република Македонија. Тоа беа терористите на ОНА, а потоа борците за човекови права. Треба да се најде баланс и диференцијација. Балансот твој е во ред. Да, благодарам. Значи, твојот баланс важи се до, само да го најдам датумот, на подпишување на 13 август, слушаш како? Рамковен договор. Така беше, август, не месец, 14. Па тука некаде. 13.8. Така, 13 значи, август, тука негде беше. 2001. Така? Така, да. Значи, да. твојата анализа за тоа кој бил учесник и каква била војната важи до 13.8.2001. По 13.8.2001 лидерите на Македонија тогашни Борис Трајковски, Љупчо Ѓорѓевски, Бранко Црвенковски. Тие беа? Имери и Џафери. Имери и Џафери. На ПДП и Џафери на ДП. Да, Имери и Џафери од страна на македонците подпишуваат. Значи, лидерите на Македонија тогашни го легализираат УЧК и подпишуваат договор со него. Согласно. На тој договор гарант и ментор е меѓународната заедница, односно Европската унија, Соединетите американски држави, САД и Леотар, обединета Кобајаги Европа. Да, значи, од тој момент натаму, тоа е суштината. Се согласувам до овде? Како држава не прифаќаме дека од другата страна имаме терористи. Ние со тој договор прифаќаме дека на другата страна сме имале луѓе со легитимни барања, иако ја тоа не пишува така, не пишува во договорот, го нема тоа. Ама ти даваш една, знам, една саркастична. Ти кажуваш дека секој пат ние самите се закупуваме под наводници самите себе. Тука се согласувам со тебе. И сега анализата после 13.8.2001 година. Анализата дека тоа биле зверови терористи упаднале од Косово, вака бе се, веќе не држи вода. Не, ти договор подпишуваш со нив. Ај вака. Тоа е политички начин на решавање, дипломатски, на војниот конфликт. И сега вака, имаме уставни амандмани, имаме промена на устав, што беше радикална промена од унитарна, неначна каква држава. После имаме промени во територијалното организирање, тоест во локалната самоуправа. И таму ја утнавме работата, сети се што му се правеше на Бучковски, Струга и така натаму. И сега пази, како после секој воен конфликт, доаѓа решавање на починатите во тој воен конфликт, сатисфакцијата и, па да речам, психолошка и материјална и на секој друг план, кој кај нас никако да ги ставиме стандардите и нормите на едно хумано, цивилизирано општество. Јас правам, извини, Злате, тука една мала дистинција. За политичкиот дел ти си во право. За овој другиот дел јас тврдам досега се требаше да биде решено. Домашни снаги. И јас тврдам дека се требаше да биде решено. Но, знаеш како? Не е решено 23 години. 7 и 4 години СДСМ е на власт, останатите е ВМРО да помре. Значи, а Дуи е цело време минус 2 години. Зошто не го решил? Ова не го решил до сега. Да одиме со име и презиме. Ајде. Бранко Црвенковски, Владо Бучковски, Хари Костов вој период беше, Никола Груевски
Емил Димитриев, Зоран Заев, Да. Оливер Спасовски, Димитър Ковачевски, Талат Джафери. И тука застанам. Ви ги редам и се Тука ви застанам. ги редам сите до сега Така е. премиери на земја. Да, во право. Така. Во право. Сега, овие сите кои ги спомнав, некои ги сакате помалку, некои повеќе, некои ич не ги сакате, некои не кете да ги смисли. Не станува збор камен за Значи- сакање, за ценење или Значи, неценење. ги кажавме, Камен. значи, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, Ѓорги Иванов го заборавивме како председател. Да. Председател има одредени надлежности, Стево Пендаровски. Значи, сите кои ги набројавме до сега, не го решиле ово. Да. И сега, доаѓа годинава, Христијан Мицкоски да биде премиер и во првите 100 дена погледнете што ме подметнато на маса. Ајде ми го зеде зборот. Подметнато. Значи, и сега, ние како јавност треба да се занимаваме со ова. Наместо да се занимаваме, прво не беше ни тема на изборите. Да, во право си. Не беше тема на изборите. Не беше тема Стојан че спомнуваше, ама не тогаш- беше тема на предизборието. Да. Не беше тема лани. Не беше тема Абе, воскресната преклани. тема. Значи, ова последен пат беше тема ја пред да станам новинар. А јас сум новинар од 2013 година. Ја зашто мислам дека си отпорен? 2013. Добро, Валере, тоа што имаш. Предходно невладен сектор работа. Значи- Мина труд. Па веќе сум 11 години Да. во бизнисов. Но, Мене најголем впечаток ми остави кога беше истражувачки новинар, морам да ти кажам. ти благодарам многу. Морам да ти кажам. Да. Тоа им фали на македонската журналистика на Не, ми македонската глава новина. се губи за тоа. Остај се тоа. Добро, Уште добро, не сме Злате. стигнати до цивилизацијскиот развој за тоа форма на новинарство. Но, замисли, толку време не сме го решили ова. И сега прво нешто Мицкоски шо ќе решава? Што му наметнуваат, што му ставаат на маса, па ќе излегуваат од коалиции, па ќе се враќаат, па вака да било, така да било. Суштината е дека оваа тема, според мене, барем до втората или третата година на оваа влада треба да биде ставена под тепих. Добро, Злате. Рационален 23 Златев. години 23 години крокодилот не е излегол од под тепих, Баш крокодилот да ти кажа. значи 23 години ќе издржи уште година-две. А ја да додадам нешто. Ајде. Ќе ме наречат Злочко, ваков, таков, ама ајде да додадиме под Б хашките случаеви кои не се решени. Ајде да ги актуализираме нив да видиме што се случуваше во тие 4, а ја велам 5 предмети кои играа пинг-понг македонско правосудство, ХАК, тоест ЕУ и назад и на еден начин се под тепих. Па нешто да ставиме под тепих, ама нешто да извадиме, бидејќи ако тоа го разрешиме, Златев, ќе знаеме кој каква улога имал во таа војна. Еве, Сотир, дали тебе негде ти личи дека јас сум ги навредил бранителите во ова? Не. Еве, бара види. да се извиниш на бранителите, прашало дали имало живи бранители, не дали имало туку колку од нив се денес живи, колку има потреба од таа Не треба финансиска буквално да те помош. сваѓат, има семејства. Абре, војник не си бил и горд сум што не сум бил, а не ти значи баш нели ти е срам да трескаш зелен, си бил мал и не си Ај, знал, осте тоа уште јас да требало го- да го војната кажам. да се заборави дали си нормален бре, ако е потребно, пак ја браниме државата, а ти, еве јас одма да ти кажам, Јовче Лазаров, туѓа мајка од мене нема да плаче, затоа ја у животот никогаш ниту сум Злате. фатил оружје, извини, само да му Добро, извини, одговорам. извини. Ниту сум фатил оружје, ниту ќе фатам оружје, против моите лични убедувања е било како да општам со оружје, затоа што оружјето го сметам за цивилизацијски назадување на човештвото, самата потреба некого да убиеш и да пукаш за нечија мајка да плаче, мене тоа ја не би можел да го издржам, да го држам во раце. Тоа е мое убедување. Немам намера. Постојат многу луѓе како мене во светот. Дали јас македонските бранители ги подценувам? Не, треба да се реши нивното прашање. Јас прашав дали имаме статистика колку од нив се живи, кои им се потребите, колку од нив се
има многу дебата во однос на таа работа, дали би ја бранел државата, јас оваа држава ваква каква што е, извинете, не би ја бранел. Зашто? Што, од кого ќе ја бранам? Ајде да кажам ја некој збор. Одиме понатаму, не знаеш ништо за уште еден име Александар Цицуло, не знаеш ништо за 2001 година, велил си бил мал и не се сеќаваш, не зборувај глупости. На многу тој закон многу ни значи, уште има живи луѓе кои се бранеат државата од терористите. Јас еве на пример знам дека кај нас умало имаше еден од тие на љубчо паравоените структури што продаваше перални, како се вика, шпорети и така натаму. Од некој куки земени. Добро. Да се разбереме. Сега тие приказни. Некој 2 месеци бил таму, не е повреден. Значи 2 месеци кој знае кај седел, сега ние до крај на живот треба да му даваме пензија. Јас отворено ве прашувам, тие треба да му даваме. За оние кои го изгубиле животот, нивните семејства треба да бидат со школување, со финансиска помош, со се, затоа што оние кои биле повредени, потоа трајно не можеле да извршуваат, да работат, да бидат нели добро, сме биле по 20 години, сега сме по 50 и кусур, уште сме живи поголем дел. Во ред, Александар, ако вие сте денес работоспособен човек, а толку сте горди што сте ја бранеле државата, зошто сега државата вас да ви даде пензија? За 2 месеци, 3, колку било? Не, лака сега. Сега прво јас да објаснам, немам намера да те бранам, ама јас сум во студиото, јас ја гледам овде атмосферата, јас го знам контекстот ти во кој го кажа и едно треба да ни биде јасно и нам и на тие што не слушат и гледат. Ти си млада генерација, ти си генерација на 21 век. Својствено е за тебе да размислуваш за мир, за соживот, вие сте ите генерација. Ние видовме и некои лоши работи, Злате. Јас сум современик на војната. И јас се дружам со бранителите. И јас со нивните здруженија соработувам, Злате. Ама с нив ги искористуваат. И тука веќе тргнувам кон твојата страна. И тука веќе не може никој мене да ме разубеди и затоа реков на почетокот. 22-3 години ова не е решено и јас сум револтиран поради тоа што не е решено. Значи едно да се разбереме, вака ќе завршам. И јас сум пацифист од тебе, и јас не сакам оружје, ама ја едно знам. Јас ја имам проучено белата книга од нашето Министерство за внатрешни работи, која е грозна, сите наши загинати и ранети граѓани, припадници на полицијата и на војската. Ајде да го видиме списокот од другата страна што загинаа, како го кријат, а бараат принадлежности. Они прво се срамат да објават колку имат погинати или инвалиди, чекат да се добие по законот принадлежноста, ке ги десетоструко ке ги зголемат. Ме прашуваат, а дуи кои не одат на работа години и земаат плата, вели, окей ли е за тебе? Не е окей за мене. Ама сега и вие сакате дуи да бидете. Не, Злате. Кој бара пензија, бе, не можам да те разберам. Па што е проблемот тогаш со законот? Што се бара во овој закон, Сотир? Види, надокнада на семејствата на загинатите, повредените и на живите. Ама тоа е сосема нормално, Злате. Начинот на кој се прави, ја не го оправдувам. Таа министерка бивша за одбрана 7 години имаше, беше власт. Зошто тоа не го направи? На семејствата на загинатите и на повредените јас едноставно, ја некој пат и настојам че му замерувам што од здружение поминул политичка партија. Добро, тоа се негова лично. А не, ако он застапува борци, бранители, он требаше да остане здружение. Ама мене тоа ми е еден симпатичен. Мене, на пример, ми е проблематично кога ќе го наречат генерал, он работел у полиција. Па има звање генерал, се што да прави? Па нема звање генерал. Нема, доделено му е. У полиција? Да, има, у полицијата има звање генерал. Сега веќе нема. Стојков, ама сега е сменето. Виж, па ја ова не го знам дека сега веќе нема. Стојков генерал, сети се. Имаме. Генерал е несвојствено за политички. Добро, тоа да не навлекуваме. Едно ќе ти кажам, немој погрешно ме сватиш. Значи, а земаа пари резервистите и се подмирени. Од истокот учествува во испраќањето на луѓето во рововите кај Тетово, кај Куманово, кај Липково, во битките,
тоа беа храбри бранители, да ти кажам. Еве ќе ти кажам, Штип, Кочани, Делчево, Берово, Каменица и така натаму. Значи, тие луѓе ние не смееме да ги забраниме. Ама зошто на тие луѓе досега статусот не им го решивме? Види. Значи, јас властите ги напаѓам, а ја не можам да дозволам на ваков начин несватен тебе да те напаѓаат. Не, ја да сум ги навредил градителите. Мислам дека не си ги навредил. Тоа што вие 3 месеци од вашиот живот недоразбирање сте ги посветили да ја браните оваа држава, секоја чест и фала ви, ама вие сте големи патриоти. И тоа е тоа. Јас не би ја бранил оваа држава, одма ви кажувам, колете ме, бесете ме, што сакате, правите ми. Ја не би. Добро, морам да ти опонирам, ја би ја бранил во секој случај од причина што е моја, немам друга, Златев. Морам вака да ти одговорам. Ја немам каде да одам на друго. Па ја немам друга. Пробав ја да одам во Франција кај тетка ми. Еве, висок стандард, све се вратив, не издржав. Отидов во Швајцарија 8 месеци. 1991 костанав без работа. Се вратив. Мене Македонија ми е се. И знаеш како ме навредуваат? Северна Македонија. Не, си се зезнал. Видите, драги слушатели, гледачи како ме провоцира младиот Златев. Значи, пази. Значи, мене Македонија ми е се и ми е вреѓа кога ми речат лажен патриота. Како не ги е срам, да ви кажам. Секој пат сум брендиран јас за Македонија. И сега пак кога сум пензионер, има малку проблеми со сопругата што не ми дава да се брендирам ово, ама реков додека мрздам, јас ќе го спроведувам мојот проект Незаборавник за македонските работи. Па дали ќе е Асном, дали ќе е Илинден, не е битно, јас сум за Македонија. Ама сакам еднашка нормална власт да добием која нема да се дели по етничка, по социјална или било која, по верска, бодева ќе работи за доброто на Македонија, ќе работи за развојот, за прогресот на Македонија. Пред паузата уште една провокација до нашите слушатели. Јовче Лазаров вели, ние ќе ја браниме пак, тебе не ти личи. Па многу ја одбранивте првиот пат, видовте. Не, политичарите не ја одбранија. Не тоа сакам... се е комплот. Злате. Значи, не. Значи, генералите ли беа криви, војниците ли беа криви, политичарите ли беа криви, ние изгубивме војната. Види го ова. Дечките гениално напредуваа. Дечките гениално си ја завршија работата бранителите. Него, па и хеликоптерите и авионите кога одеа. Не сакам да оддавам, да подсетувам. Кога дојде да се даде финалната одлука за одбрана, некој киксираше под притисок на НАТО генералите, на Пердју, на Леотар и на сите недобронамерници, чии луѓе експерти од САД беа во Рачиново и во другите села, каде што имаше фабрики, ова морам да го кажам, фабрики за преработка на дрога, цигари и така натаму. Кога ние војувавме, они шверц правеле, како не им е срам, бре, која демократија они нам ке ни ја увезуваат. Ја знаеме нивната демократија. Сотир, така да, независно. Забранителите лайк. Мене не ми интересира кој е крив. Добро. Битно, со подпишувањето на рамковниот договор, чии последици ние за жал ги живееме до ден денес. Па да знаеш дека ги живееме, тука се согласувам со тебе. Имаме организирана држава благодарение на тој рамковен договор, држава која е нефункционална поради тој рамковен договор, но тој рамковен договор... Па даваме Али Ахмети да ни попува 24 години. Но тој рамковен договор е капитулација, која ја подпишале нашите политичари, а нашите големи патриоти, војници, патриоти, генерали, можеле тогаш да ги вперат пушките и кон нашите политичари да не дозволат да го направат. Они не го направиле тоа. Значи, па ќе се мислеше дека е државен починаче. Жити се не ја браните. Работувам до ден денес. Уште еднаш ако седнете да ја браните Македонија, кој знае какво ќе ни биде општеството, кој знае каква полуда регулатива од тој рамковен договор ќе се донесе, кој знае што ќе биде, не ја браните, жити се. Не. Ве молам. Два генерала. Ако седнете да ја браните, значи кој знае дека у приватни фирми тука ќе ни ставаат балансери, па ќе го гледаат снопчиња тој балансерот, вака да бил, така да бил. Не ја бранете. Искусните знаат дека исто мислиме, еве со ова покажа дека и сепак си да браниме Македонија и немој да ми се правиш многу мангу. Само ја бранам на поинаков начин. Немој да ми се браниш многу мангу. Најмалку 2 генерала на армија знам и до ден денес соработувам со нив кои се смените ради тоа што се спротивставиле на таква кукавичка одлука да не се брани во финала Република Македонија. Немам овласување да ги соопштам нивните имења, ќе комуницирам со нив на следната емисија, ако ми дозволат ќе ги кажам нивните имења. Енде.
па како ја браните, кој знае како ќе направите. Добро, тука си во право, не начека се, не начека. Само немој да ликуваш, знам дека не ликуваш, него не провоцираш, да ни кажеш дека не сме си ја извршиле домашната задача, што јас се согласувам со тебе. Во финала. А храбро се борија и храбро гинеа, да знаеш, бранителите. Одиме со кратка пауза за реклама. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Жестоки коментари по првиот дел од нашата емисија. Добро. Не сум ја патриот, нема потреба да ме гледате така. Еве ви ги Љупчо Георгиевски, Бранко, Љубе Бошковски. Тоа се патриотите од тоа време. Може би ја погоди бе ја денешната мантра на Золтран Зла Копачка од природбата. Нашите политичари од 2001 година да го слуша Димитрија Миладинов, може би исходот од војната ќе беше поинако. Добро, затоа што сите вие што сте горди што сте учествувале во тој конфликт, за тие сте се бореле. Секоја ви чест. Ја не би се борел ни за Љупчо, ни за Љубе, за територијалниот интегритет на Република Македонија и за покојниот Трајковски, не би се тепал за нив. Се вака да бидам искрен. Кажи му на Сотир другата среда дека ќе поминат точно 100 дена. Многу благодарам. Тогаш ќе спремаме специјална програма. Златев, со цела почит за тоа што го работиш и дебатите на различни теми што ги полемизирате со твоите гости. Но имам една забелешка за следното. За жал имавме толку многу пожари што направија голема штита на природата и на целиот екосистем кај нас. Едноставно душа боли, да, во право си. Убаво би било да нагласите да се зборува на оваа тема за да се направи притисок врз владата да се донесат закони по примерот на Шпанија во сите опожарени места да се стави забрана за сечење на шума и мораториум за било каква градба на опожарени места. Од утре почнувам да го контактирам Изет Меджити во некој од наредните емисии ќе се обидеме да донесеме, тој е министер за екологија, да видиме што прават на тој план. Види се, проблематично е за мене што ја немам ништо против Меджити, но Меджити е политичар кој цел живот се бавел со етнополитички локални прашања, сега за екологија. Сега што да правиме? Ама не, знаеш што е суштината? Екологијата, односно, веќе не се ни нарекува екологија, се нарекува одржливост. А зошто се нарекува средина? Зошто се нарекува одржливост? Затоа што доколку ние не почнеме радикално и наеднаш да ја чуваме нашата планета, ние ќе исчезнеме заедно со животот на неа. Суштината е таа. Така е, Златев. Тоа што ние овде, кај нас екологијата е бизнес гранка. Тоа е бизнес гранка. Бизнес, обичен бизнес. Со сите тие регулативи, со фирми кои работат, а не е тоа што треба да биде. Не е начин на живот. Екологијата треба да биде начин на живот. Вие кој ќе видите дека некој вози во Амстердам, во Берлин, во Франкфурт, во Лондон, кој ќе видите дека вози точак, тоа не значи дека тој нема пари да купи автомобил, дизел. Сигурно има поише од вас да купи кантата што сте ја увеле и од мене, и јас сум еден од тие со кантиве, сега да не изигравам се. Избрал собранието дојде, дали со точак или со прсинет. Ама не, сигурно има поише пари од вас за да си дозволи Голф 5К. Сигурно може да си дозволи Голф 5К дизел. Ама не си го дозволува затоа што придонесува за планетата. Тоа е проблемот, ние сме малце себични овде. А што правиме со кантите ѓубре во Скопје? Во таму да тргнеме? Тоа ако земеме, но ајде да не главиме. А што правиме со оджаците на најголемите загадувачи? Благодариме на Гиле за предлог темата. Да. Ќе добие и книга од Миладиновци. Па готово, ајде. Ни пиша, само треба да ни испрати адреса. Одиме понатаму Сотир со денешнава анализа од ова утро. Виктор Орбан доаѓа во Македонија. Заедно со цела унгарска влада, ќе има меѓувладина седница. Одлично. Прво да ја полам владата за одлуката сето тоа да се одвива во Охрид, затоа што замислете сите тие министри со сетимови со обезбедување да беа во Скопје, со браќаот колку ќе ни беше заглав. Не, сериозно. Сериозно. Да.
ние се сеќавате за ОПСЕ шо беше? Да. Се сеќавате, доаѓа косовска премиерка, председателка на собрание во Албанија. Ние не може да мрднеме низ центарот на Скопје поради тоа. Токму затоа можеби ова што оди Орбан во Охрид, затоа што таму ќе се организира таа меѓувладина седница за да не се заглави најверојатно главниот град на држава со сите тие безбедносни протоколи, говори дека можеби ние треба да размислиме по примерот на Турција, на Бразил, на Холандија, да најдеме нов административен центар за нашата земја. Германците правија Бон, Берлин, па пак Бон, така. Можеме и ние. Нема потреба, знаете, овде и така е се заглавено и сега... Ајде да те насмеам. Ако пресечеш уздуши попреку Македонија, го добиваш Велес. Ајде во Велес, во Козлите улички, да видиме како ќе биде. Можеме нов град да изградиме за тоа во Мариово. Да, ама ако ги викнеме кинезите. Ама кинезите да ни го градат. И така прават, за еден ден нов град прават. Префрлат од еден град од едно на друго место, да некоја си брана што ќе пукнала. Ја ова како се вика локал патриот кон своите корени. Што говориш? Кавадар си? Мариово. Татко ми од Мариовскиот крај. Да. Од Тиквешкиот дел на Мариовскиот крај до душа. Но види, да не отворам ја тема за Мариово, има многу недокажани теми таму, неиспитани богатства, башка убав крај, Мариово. Пуст, нема ништо таму. Епа, ти се иселени, Златев. Да го сите дојдовме во Скопје, сакаме. Сум ти кажал дека животот ќе завршам на село. Таму мислам да живеам на село. Сега се спориме со супругата дали јас сакам вртам кон Малешевијата. Таа е убаво селце, најдовме Лакочере горно и долно до Охрид, еден убав манастир кај што често одиме, таму ги пишувам ја моите стратегии и таа повеќе врти на западот, па ќе видиме. Обично победуваат сопругите, они се појаки. И видете, во случај да делат, бегам на село да живеам. Во случај да делат Македонија. Ако поживеам. Да. Во случај да делат Македонија, гледај да имате имот во сите 4 можни дела, 5 колку ќе бидат за да имате пасош од сите земји. Немам ја. Значи, ова песната на Мадона Material Girl, кај мене не, ја не сум материјалиста, човече. Уживот ништо не изградив, немам викендичка. Да не зборам за джипови, простете ми за овој нихилизам, почитувани слушатели, се шегувам нормално. Да, не, предупредуваш, ја мислам. Ја предупредувам да размислуваме малку со поотворени глави, да. Малце поише да се фокусираме на размислување. Орбан доаѓа во Македонија, голем пријател на нашата држава, така се докаже пријател. Докаже, јас се спорам со некои луѓе за Орбан, те бил ваков, те бил онаков, а ние големите демократи од 24 карати го оцениме Орбан и Маđarска. Каде е Унгарија, Маđarска во Европска Унија? Кој заседава сега со Европска Унија, Маđarска и Орбан? Абе нека го сменат они, па после да збориме дека бил ваков или онаков. Ко беше ковидот, кој ни праќаше авиони со лекови, ракавици, вакцини? Орбан ни праќаше. Имам јас една другите не оставија на цедило, Златев. Ја имам една многу прагматичен поглед кон политиката. Уствари, надворешна политика на Америка се заснова на мојот поглед. Значи, Америка каква надворешна политика има? Каков е тој таму, дали бил диктатор, дали бил ова или она, е проблем на граѓаните таму. Ние ги гледаме националните интереси наши. Па они во цел свет имат национални интереси, твоите пријатели од Америка, извини. Они викаат Пиноче бил диктатор, што ни менја нас. За следната емисија ќе ти донесам список кои све држави ги имат поробено, гранатирано и заробено и тогаш да ми думаш ти за твојата Америка. Така, и ја ти знам типа моја Кина не ја сакаш и не ја цениш. Некам варени кучешки джигери. Во однос на Унгарија. Каков е Орбан? Е проблем на унгарци. Абе, го бират 15 години го бират. Тоа не е наш проблем. Ние треба да гледаме каков е Орбан во однос на нас. Дали имаме ние ќар или зиен од него. И од неговата политика и од неговата земја. До сега си има покажано дека во овие први колку се 100 дена. Да. Си има покажано дека
ние имаме полза од Унгарија. Да, ме земи на назад ковидот фати го, те молам. Предходно во ерата Словенија, Маđарска, Србија само ни помогнаа. Точно А така. ЕУ само ни ветуваше. во однос Ни на ракавици, ковидот, ни вакцини, ни ништо. повторно имавме од Унгарија помош во однос на инвестициите во земјата, во однос на А тој Сијарто едно време економската, спиеше во Македонија. во однос на економската соработка, ние гледаме дека Унгарија како растечка држава, растечка економија, гледа дека не може да ја шири своето економско влијание на западот, затоа што сепак, нели, Западна Европа е поразвиена од нас и е фокусирана на Централна Европа и Југоисточна Европа. Многу едноставно. Да. Ние како дел од Југоисточна Европа во научно во International Political Economy ние спаѓаме во длабока сфера на интерес на Унгарија. Доколку се додаде на овој регион и Грција, ние го имаме веројатно. Бе, ја игради Будим и Пешта. Си бил во Будимпешта? Да. Еден од најубави градови у свете, бе, луѓе. Тоа Малку ми тоа е лепо. мрачен, мене морам да признам. не, така некако не. ми е малку ми е убав град, преубав Ако град. дај Господ, јас да те шетам низ Будимпешта, ја да те Абе, однесам све сум каде видел треба, ќе таму. видиш. Малку ми е мрачен, не знам, ја некако ми е, не, као ме сваѓаш за кој дел од тоа мрачно зборува. Посветла е Прага, да ти кажам. Да, За мене Прага е. најубавиот град во Европа, да не речем и во светот. Сите велат Париз, не е точно. Точно 50 години одам во Париз, таму имам роднини, а потоа и седишата на воздухопловството беа таму. Ја ви тврдам дека Прага е најубавиот град во Европа и пошироко. Многу касно го открив и се заљубив. Ја многу ми свига Братислава, мало такво спакувано. Многу малку го знам, само сум поминал еднаш во Братислава Такво. и не можам да кажам суд за Братислава. Мало спакувано, фино. А баш додека што не го се сакаш. почувствувам градот, ја од филмови не признавам. Морам да го И јас видам. би од Централна Југоисточна Европа би живеел само во Талин и во Братислава. Мене речемо Лондон не ми се бендисува воопшто. Не знам зошто, мрачен град, што велиш ти, Ебе дожд, мрачно Лондон. дожд. Не ми се свиѓа воопшто. Не, неколку пати сум бил и не ми остави воопшто впечатление што велеше. Лондон е мој другар. прекрасен, е најубав град на светот ако имаш пари. Те па. Многу е битно со колку пари влегуваш таму. Значи со колку он е врз база на буџетот. Ако отидеш Да. таму голо куче, ќе ти биде најлош град у свет. Не, секој пат има, ева, едно е додиш сам во Париз, а да не го познаваш под услова, друго е јас да те шетам во Париз, па ако идеме во Латински кварт, па во Уметничка, па Сакерке, слика на денот. Ти ја чекај, испртив. Ама Ти ја чекај. испртив. Не може да ја ставиме, не А може. инаку, ево да знаеш, следниот пат ќе објавиме две, а слика на денот е фрагмент од Секер-Кер, Скашеното срце, тоа е црква во Париз. Сликата има направено Филип Стојановски, кога беше пред 2 години во Париз и е нешто гениално, игра на светлост и сенка, ама овој пат не можеме да објавиме, ќе објавиме следниот пат. И ќе почнем да ги објавувам позади мене, а ќе ги вадам сликите на добар принтер, за да гледачите и слушателите... Не, сега немавме време, Не, се добро, спремавме моја за грешка, што не те министерот кој потсетив. не дојде. Да. Ама ми текна, кога зборе за Париз, ми текна најубавиот поглед на една метропола е од црквата која се наоѓа на едно рече, наречена Скршено срце, а тоа е црква на влюбените и така натаму. И кога ќе го видиш Париз, тоа е нешто, една гениална гледка. Си свиркаш, Златев, си свиркаш. Шанзелизе! Да. Златев, Вести шансоната. од светот. Ајде. Пукано во канцеларијата на Камала Харис, американската полиција објави дека пукале во канцеларијата на американската подпредседателка и кандидат на демократите Камала Харис во Аризона е пукано. Само една недела по вториот обид за атентат врз Доналд Трамп. Штетата предизвикана од неколку истрели од огнено оружје е откриена во канцеларијата на Демократскиот национален комитет во населбата Темпи во градот Феникс. Златев, нешто се случува со твоите Соединените Американски Да, држави. многу 2 пати Шо е Трамп работа? сега овие граѓанска војна ќе направат на крај. Ова демократија некако ми забегува мене. Почна, не, знаеш што? Што не е својствено за нив да пукаат
на нивна територија. После граѓанската војна они имаат една филозофија и стратегија, никој пат повеќе војна и пукање во Америка. Нешто им бега од контрола таа работа. Ја молам да преземеш мерки. Сотир, знаеш како? Наместо ние да наликуваме на Америка, Америка наликува на нас. Ето е. Значи, дивиот Балкан. Некако ние станавме некаков репер на запад ново, на а на истоку пукање пренесено на запад. Чудно, вакван ке ни секогаш изборите се наелектризирани, тоа е факт, но секогаш победува демократијата. По појавата... Не, последниот пат не победи демократијата. Значи, по појавата... Сети се Ал Гор како изгуби. Не изгуби Ал Гор. Изгуби Ал Гор, он доби популар волт, ама електорите ги изгуби. Во Америка имаш право, се случува нешто на планот на гласањето. Не, знаете што е главниот проблем? По појавата на Доналд Трамп на сцената... Да, и се е можно. Да. Доналд Трамп перманентно во Америка носи една наелектризираност. Ја затоа навивам за не. Подвоеност. Нека видиме малку Америка како ни е нам. Значи, Доналд Трамп е извор на конфликт во таа земја. Со своето однесување, со своите политики, ако сакате, со своите погледи. И Доналд Трамп од првите избори на кој победи, нели? До ден денешен е константна, прави перманентен конфликт во таа земја. Таква личност. И оваа наелектризираност на сите страни не знам како ќе заврши. Се надевам на тоа, затоа што стабилноста на Америка е важна за стабилноста на светот. Зборуваме за најголемата светска сила. Ченџот што го направија демократите ме изненади што отиде во позиција наместо во негатива. Сите факти кажуваат дека ќе губат. Ова Камала Харис, чудна жена е, се снајде во таа промена и сега веќе за мене не е сигурно победата на Трамп. Види, до толку е сега... Сите ја гледахме Хилари председателка, ја тогаш реков ќе победи Трамп, па ми се смеја, па еден голем човек што знае што е геостратегија и геополитика, се кладевме, па го добив, ама сега никако како оценка ова Камала Харис могуче да победи, да ти кажа. Ја навијам за Трамп, Не кријам. Главниот проблем е што овие избори ќе бидат одлучени со многу малку електори. Па добро, ти кажуваш и тие државите, ти подобро од мене ги знаеш, тие седмици што одлучува. Зависи се од Пенсилванија, сега по новите анализи покажува дека може да зависи само пошто таму нели сегде е мнозински модел по држава. Сите електори одат таму, единствено не е во Набраска, таму не има некаков полупропорционален модел. И сега во Набраска и Мајне, две држави се така. И сега што може да се случи? Може да се случи да биде пресуден еден електор од Набраска. И многу читам, анализирам на тема, многу ќе биде тесно. Не, јас се плашам контингентите кои доаѓаат по пошта и по електронски пат да не го одлучат председателот, бидејќи во минатото имаме примери како тие контингенти се криеа или појавуваа, зависно тоа кој требаше да победи. Стојам за ова, го подпишувам, бидејќи се докажа дека и таму има нечесни избори. Еве, на Блиски исток исто така ништо ново. Израел со ракетни напади на територија на Либан. Либанците бегаат од како доаѓа таму од južниот дел на нивната држава, се повлекуваат кон главниот град, имат цивилни жртви во еден ден, вчера мислам дека беа околу 500 жртви. Сирените за тревог утрово се огласили во Телавив и централен Израел, пошто војската на земјата соопшти дека пресретнала проектил кој бил истрелан од Иран. Според израелскиот вестник Харц, ова е првиот главен град на Израел, Телавив, да биде дел од цел на ракетен напад од Хезбол. Златев, да ми одговориш едно, зошто нема мерки казнени против Израел како што има против Русија? Зошто нема санкции? Ево, ти си дете на 21. век, напредна генерација, башка и така, початено дете си те бива. Одговори ми, шо е работава? Ја Израел до оваа војна го поддржував. Значи, Израел, ова што го нападна на зверски начин, што му гибува луѓето, тоа е срамота. Ама Израел ова што пейбек го прави, го враќа.
Па и тоа е уште поголема срамота. Па не смеја така да се однесува. Сега, Нетањаху, ако слета во Македонија, знаеш дека ние треба да го апси. Да. Се тоа е. Прво нема да слета. Но, доколку Нетањаху стапне во Македонија, ние согласно меѓународното право треба да го апсиме затоа што по него има. И пази, не зборувам против израелците и евреите, зборувам против оваа милитантна влада на Израел. Не можам да се согласам. Многу луѓе гинат деца. Која беше фатена во милионски корупцијски скандали, за да се извади од нив, го прави ова што го прави. Срамота, Злата. Значи, ужас. Срамота. Но, пак ќе кажам, разликата е во тоа што. Сега, не сакам да... Зошто е различно во однос на тоа со Русија? Не Добро, сакам сега да бидам адвокат. Ти си информиран, читаш. Има две клучни разлики. Ајде. Прво, Израел на територија на Газа оперира. Газа е де факто, согласно законите на Израел, дел од Израел. Израелска територија. Да. Ова во Либан... А замисли си има палестинска држава там. Да, палестинската држава е на западниот брег, нели, каде што тоа two-state solution пробуваат да го направат, но не е си. Да. Во однос на Либан, они одговараат на ракетните напади кои подолго време од Либан ги врши Иран. Хезболах кон нив. Не, Иран ги врши. Иран и Хезболах кој е сателит на Иран. Да збориме. Да. И таа они одговараат на Хезболах. Така. Во однос на Русија со трупи влезе на Украина. суверена територија на држава. Така. И тоа е малку различно. Овие се пак у своја држава и враќаат на ракетни напади. Овие никој жив не ги чепна од Украина, они влегоа. Ти ми обясни по меѓународното право и си во право. Сега ја тука хуманитарното право го вклучувам. Не, меѓународното право сите го кршат. Во Меѓународното право сите го кршат. Израел го крши, сега да се разбереме. Не, јас се обидувам да ти објаснам зошто нема овие санкции финансиски и така натаму. Пуштам дома CNN, пуштам ова речија во Босна, како се вика, Ал Джазира, пуштам Канал Плюса, а сите ги даваш жртвите, абе деца, пази, се тоа деца, ама тоа е грозно, Златев. Тоа е грозно, тоа мора вчера да престане. Само толку, како што војната во Украина треба завчера да престане. Пошто знаеш, знаеш како велам? Јас сум дете од 60-тите осмаши. Водете љубов, бре, не водете војна, бе. Сум човек што ужива, го сака мирот и јас кod тебе не сакам оружје. Ама ова го претераа, Злате. Ами ова во Африка што е Судан, Јужни Судан, таму кај што Мене Африка не ми ја чепкајте. Јас, значи, ја завчера пишев на Facebook, еве сега ќе го повторам. Кажи. Абе, најдов дома нешто онлайн да гледам тоа странски телевизии и најдов сотир дека, значи сега еве ќе ти прочитам убаво што напише, викам, туку што налетав на 4K телевизиски канал од брегот на Слоновата коска. Добро. Потоа најдов исто и од Танзанија, од Судан има 4K телевизии. Добро. За овие побогати земји да не правиме муабет као Јужна Африка, као Нигерија, таму се 8K више стигнати. А во исто време додека ова се случува таа Црна Африка, која ние тука се викаме сега сме као у Африка, афрички стандарди. Некои држави се понапредни од нас, како да знаеш. Значи не постои држава у Африка, освен Малави, што нема 4K телевизија. Добро утро. Сите други имаат 4K телевизија, а македонските канали немаат стигнато ни до Full HD. Значи ние имаме дел од нив имаат некое сумливо HD. Да. Full HD нема никој, 4K нема никој, а Африка е више 4K. Бидејќи сме на крајот од емисијата, за следната емисија. Лош збор за Африка да не чујам. Не лош. Ама ти знаеш дека таму има 10 војни, во моментот никој не зборува за нив. Следната емисија ќе ти дојдам со податоци и сега ќе те прашам, иако не си ти крив, како ги мерат животите? Скапоцени се во Украина, помалку скапоцени се во Газа и Либан, а најневредни се во Африка, каде во 7-8 држави имаше државни удари минатата година и оваа година, каде што има војни, јавни, полујавни и да не речам подзаскриени, и Обединетите нации молчат. Каде е тука Обединетите нации? Каде се? Не молчат Обединетите нации, има таму секакви мисии. Кој бизнис прават таму?
во војната. Се што има, но сега види. Во однос на тоа зошто нас не е најбитен конфликтот во Украина, сега ќе морам да Мене сите ми се битни, ама да ми одговориш, најблиску. Затоа што ние најблиску, ние сме сите Европа. Зашто на американците им е најблиску? Исто најбитен? Европа. Затоа што американците не се у Европа, ама они се продукт на Европа. Значи, они се дисперзирана европска цивилизација. Да, ма знаеш што и прават на Европа они сега? Ја ослабнуваат. Тоа за економско-политичките релации е друго. Сега зборуваме културолошки. Културолошки Америка, Европа, сега како да гледаш? Да. Тоа е европска. Пред 2 дена го гледав по 100 пат Патриот со Мел Гибсон и Хит Леджер. Гледај го. Сигурно си го гледал филмот и секи ти е јасно во што ти го кажуваш. Да. Тоест ки ти се потврди. Ама не, сега, тоа е фактот сега. Јас говорам да бидам, може звучи расистички. Може и е расистички. Не, точно е. Но тоа е Австралија исто. Знаеш како е настаната? Австралија со бродовите криминалци заразени што им ги пуштиле таму. Овие па попаметни ги абориджините и оние другите ги срозиле, ги ставиле у еден вид као индијанците у некои резервати, оние јавите Австралија. А ајде се молам, демократија. Исто и Нов Зеланд. Нов Зеланд исто, да. Тасманците кај беа, како ги вика? Све тоа е Европа. Јужна Африка исто Европа. Па да, сега да бидем искрени. Вака така дојдовме некако до крајот. Не вака така ние го пробивме. Да, не почувствував ја некако. Чекај, еден, што има ова? Чекај. Mine and Main. Свето срце е шекрекер не скршено. Добро. Майне, а не Мейн. Да, управо си, Богдан Илиевски ме пише, управо си, Богдан Майне се вика. Се извинувам на... Да, ама приказката е за скршено срце, ќе ја раскажам следниот пат. Која бе? А ова што Сакар Кер. Да. Да. Љубов во прашање и голема љубов. Ама сега сме при крај на емисијата. Ајде се надеваме. А ој нашиот Бетменот е ова. Да. Што збориш бе, тој не гледа. А поздрав за Бетмен. Нас не слушаат, немаме многу слушатели, но нашите слушатели се генерално сите влијателни личности во македонското општество. Што збориш ова? Не сум го знаел. Не знаеш што? Не, па јас сум скоро овде. Нема правник, со може ми даш карта мене. Нема олигарх што не слуша на Сабајле. Нема влијателна opinion maker што не слуша на Сабајле. Нема сите што сакаат да и наштетат на Македонија, сите што сакаат да ја спасат Македонија не слушаат нас на Сабајле. Да внимавам што збору. Како? Да внимавам што збору. Не бе зашто да внимаваш. Јас баш ради тоа не внимавам. Јајде сме, знаеш колку сме разлика генерацијски. Имаме различни стилови, ама еднакви цели. Имаме уште 2 книги за делење, дај пиш, никој не бара книги. Добро, следната емисија. Овој пат поделивме. 200 грама кафе ќе не утепавте од пораки. За книги даваме, никој не ни пиша. Од Раде Силјан уште книги ќе донесам. Од Раде Силјан имаме уште 2 книги за делење во издание на Клуд Матица. Мада ова поезија ја не би го читал, али ако сакате вие слободно. Има некој што ќе отчита. Ќе донесиме романи следниот пат. Ево, идам на кафе кај Раде и ќе ми дадат романи. Оние што се продаваат, оние што најмногу се читаат. Джебни. Па джебни или не знам какви, ама веќе зема. Нема се романи со паза на плажа. Па пошто ја не одидов на одмор, ќе изиграваме следната емисија дека сме на плажа. Може. Не стигнав да идам на одмор. Ако сакаш ќе ставиме хрома у позадина, може да ставиме Египет. Нешто таква работа. Демек да одиме таму. Ама ја не стигнав до Охрид, идам па типа до Египет. Кога сме кај Египет, Рубин Земан ни гостува во петок со Агим Јонус, да. Поздрави го од мене, Рубин Земан. Поздрави го. Веќе почнавме да ги појачуваме столчињата овде. Кога влегуваше во политиката 2002 година, водев една групација ГАМ. Прашај го да ти каже што е ГАМ. Ако не ти каже тој, јас ќе ти кажам што е ГАМ. Групација од 7 и 8 политички партии. И ми ја спремав кампањата. Завршуваме емисијата со поезија од Раде Силјан. Браво, за ова петка имаш. Исчезнување се вика песната. Немој. Во сама ја играме играта на животот. Судбината крадец, будни мисли се. Пога на уста, од нас се ќе земе.